како кредити. Само ова не ми е јасно. Дали говориме за Неготино или говориме Јас за зборувам за потполно нов објект Тец Неготино беше даден, значи постоечкиот објект со лиценца за изградба на 300 мегавати нов капацитет. Со лиценца, значи таму градење на истото место и од 300 мегавати тоа беше да се целиот изгради. проект за Тец Неготино, да. Кој сега е Добро, во фаза. сега пропадна, мислам поради. Но сакам да кажам дека тоа е типот, значи нема дебата, нема разбирање точно што значеше Тец Неготино. Значи претходната влада се фалеше дека инвеститори ќе донесат 700 милиона долари инвестиции. Ова влада се фалеше дека овие го продадува само за 5 милиона, но ние го продаваме за 60 милиона. И едниот и другиот проект драматично подценуваат вредноста што еден таков проект би имал за инвеститорот. За земјата. За лиценцата. Што значи една лиценца да произведеш 300 мегавати по јаглен? Вики, отиди во Грција да се обидеш да направиш капацитет од 300 мегавати на јаглен, многу е тешко. Веќе Грција е потписник на Киото протоколот. Така, имат веќе огромно загадување кој го надминува лимитите што им се дозволени од Киото протоколот. Така. Добро. Значи, ние имавме таа исклучива можност да се направи таков проект каде што државата би задржала значаен процент и би профитирала на долгорочни стази минимум 30 до 40 долари годишно во трајност. Тоа е типот на проекти што ние треба да разгледуваме како држава кои ќе донесат перманентни извори на нови средства за државата. Значи тоа е што сакам да кажам, да објаснам како еден пример кој еве во овој момент е најеклатантен за мене. Но за тоа треба да имаме... И тоа само со еден елегантен потек, каде што ништо не вложуваме, веќе на постоечки објект, го даваме на стратешки партнер, рековте? Апсолутно. Така, стратешки партнер кој треба да изгради 300 мегаватна капацитет, да го зголеми и од сето тоа ние мирно да се избираме 40 до 50 милиони евра годишно профит чист. Добро, значи тоа е симплицирани но сакам да кажам дека значи тоа е предмет на преговори. Не би било спорно дека можеби во тие преговори и самата држава ќе треба да вложи одредена сума од собствените пари, така и од девизните резерви. Но сакам да кажам дека значи ако ние земеме од девизните резерви кои сега ги имаме и седат во некоја германска банка, која банка ги користи тие пари, но ни плаќа нас 5%, така? Ако ние имаме храброст и знаење да направиме проект и ќе повлечеме пари од девизните резерви и наместо да добиваме 4 или 3% на депозитот, во овој случај истите пари може да донесат 15-20% поврат годишно. Тоа е тоа што е потребно за државата. Значи да ги искористиме собствените ресурси за инвестирање во проекти кои можат да ни донесат економска вредност. Сакав да кажам дека Тец Неготино беше и е еден од најеклатантните примери за како државата може да искористи своји ресурси да донесе економска вредност за својата држава. Јас се надевам дека некој ќе има уши да го слушне ова што вечерва вие го предлагате и ако ништо друго не ве викнат за совет, барем да го послушаат затоа што звучи многу разумно, звучи многу логички, звучи многу економски исплатливо, а сепак вие стоите со својот авторитет за ова. Имате ли некои други примери што Македонија? Ова би било еден ваков сегмент. Знам дека вие го проучувавте, ве префрлав една работа. Знам дека долго време бевте на терен, се знаеме лично, господин Дончев, и знам дека едно време бевте на терен, но никогаш не разговаравме приватно. Доста проучувавте виното во Македонија. Зошто? Што? Има ли тука некоја предност која Македонија може да искористи во некој стратешко вложување? Тоа беше научен труд по теорија на развој на кластери во смисла на повеќе производители во одредена индустрија, како што е винарската индустрија, и што е потребно за развој на еден кластер. Така, ние имаме многу бројни производители на вино, така, во Македонија. Кои се расцепкани? Добро се расцепкани, но тоа не мора по себе да представува проблем. Така, но прашањето е како тој... Веќе тоа е еден од ретките примери каде што имаме кластер, во смисла дека имаме многу број на производители. Така.
Така, значи не знам, немаме многу број на производители на железо, например. Значи, но ова е една од ретките индустрии која што ги има во голем број. Така. Имаме голем, значи лозарството е предуслов за винската индустрија. Значи ги имаме сите предуслови за постојањето на кластерите. Прашањето е сега зошто тој кластер сепак не е успешен. Значи тоа го анализира во тој аспект зошто не е успешен. Веќе имаме голем број. Ние имаме впечаток дека е тоа успешен. Па воопшто не е успешен. Ако имаш предвид дека имаме 25.000 хектари под плантажа. Добро. Во Македонија, што е поголемо мислам од речиси било која друга земја во регионот. Мислам навистина. Апсолутно, да. И од Грција и зошто сме неуспешни тогаш во тој сегмент? Комплицирано прашање, но да ви говорам, дали сме успешни или не, мислам, видите, тоа е сега предмет на темелна анализа, но да знаете, мислам, еден факт што можеби ќе ви изненади вас, најголемиот дел од виното што го извезуваме е наливно вино, мислам, не, значи воопшто не е флаширано, туку оди како наливно вино, цистерни, завршува во Германија, каде што дел од тоа се или флашира или завршува во тетрапак. Интересно. И се продава таму по $1, по евро и 30 на литар, што воопшто не може еден кластер да се збогати на тој начин. Ова е една цела тема би посветил само на виното. Тема, мислам, не би сакал да зборам, но причините на крај кажеме од тоа што имаме погрешни сорти во плантажите, од технологиите кои се користат, па се до што е потребно се изграде маркетинг, бренд и имидж на еден крајен производ во светските берзи. Дали виното би можело да биде еден таков сегмент во нашата апсолутно, но знаеш што, но како све друго, Јанко, значи тоа е што ние мора да размислуваме долгорочно. Значи нема лесни решенија на тешки проблеми. И за жал, и сум го видел тоа и во кампањите, ние како нација за жал, нашиот народ кој јас го разбирам, сакат се веќе измачени, навистина барат најлесното решение дека ќе дојде некој од некоја политичка партија буквално со една тетрка како вашата и ќе води список таму дека ако дојдеме ние на власт ќе вработиме тој и тој и вашиот ке не постои тоа не е начин да се реши проблемот. Ние мора да размислуваме долгорочно. Мора да имаме стратегија 20 години од сега. Каде сакаме да бидеме после 20 години? И таа да 17 години од транзицијата поминаа. Па еве кај сме денеска споредно со 2021 година. Да, значи во тој контекст и за винарската индустрија. Но кај нас се уште секоја гарнитура што ќе дојде цитира некоја своја краткорочна политика која треба да биде исплатлива до следните избори. Да ви кажам денес, Австралија како пример, еве. И јас знаев како се решава тој проблем? Австралија започна, значи имаше многу мала винска индустрија некаде во 70-та година, но ги имаше сите предуслови, сонце, земјиште и така натаму, така? Добро. 20 годишна стратегија се направи уште во далечната 75-та година да денеска Австралија стане втор производител и извозник на вино во светот после Франција. Македонија ги има сите предуслови за да биде за да остварува значајна економска вредност од винската индустрија, но бара долгорочна стратегија. Значи, ако не сме спремни да ги преземеме чекорите денеска за после 20 години, после 20 години ќе сме исто како што сме денеска. Тоа е суровата вистина. Освен ово, освен виново, тецне готино, имаме ли други некои работи кои едноставно ни стојат? Еве, на пример, тецне готино е велите еклатантен пример. Тоа е веќе ресурс кој го имаме, неискористене, и можеме да го искористиме максимално и да заработиме на него. И сите да бидат среќни. Имаме ли други такви примери? Па видите, третиот секој пат може да има примери, но исто така зависи и од општата макроекономска рамка која постои во државата. И за жал и до ден денеска, видите, значи сепак зависи од економската рамка која е поставена. Ние имаме, значи државата интервенира на пазарот на три начини во економијата, да кажем. Со фискалната политика, со монетарната политика и со структуралните реформи или микроекономските, да речам, иницијативи што ги презима. Кажавме дека Македонија 10 години има стабилен курс на денарот,
таа е таа монетарна политика што имаме, но тоа значи дека ние не користиме монетарната политика во функција на развој. Во ова, значи тоа да ви кажам дека но тој стабилен курс. Добре. Постојано нас не убедуваат дека тој само им иде во корист на извозниците, но никако и на домашните. И не се пушта тој флуктирачки... Доказ за тоа е фактот што оваа година ќе имаме рекорден трговски дефицит од милиарда и 500-600 долари, кој расте веќе 10 години. Ние дојдовме до стаза каде што трговскиот дефицит, значи се тоа што извезуваме, минус тоа што увезуваме, сме во минус околу 20%. Тоа е доказ дека пазарот има потреба, а ние немаме. Тоа е доказ дека валутата, се жал ми е да кажам, е преценета. Мислам да бидам сватен на било кој начин, но тврдам дека нашата валута е преценета. Ако би била во некои реални рамки. Не би шпекулирал со, ви сте не би сакал да шпекулирам со тоа, но трговскиот дефицит покажува дека нашата валута е преценета. Но дали би можел народот да издржи либерализацијата на курсот на... Не зборувам сега за либерализација во смисла слободно да се тргува. Не може да постигнеме слободно тргување на нашата валута. Но има други механизми. Една алтернатива може да биде менаџирано флотирање на нашата валута. Без да има социјални последици големи. Што подразбирате под социјални последици? Дека ќе видите падот на валутата, дека ќе доведе до сиромашување на Во која сфера? Дека ќе биде поскапо да се купува едно DVD, да. Но ние не произведуваме DVD, така? Така. Дека ќе биде поскапо да купите еден телевизор, да, но повторно не произведуваме телевизор. Но храната и ова дека нашата страна ќе биде, дека нашата храна ќе биде поевтина визави увозната, апсолутно. Тоа е што сакам да го чујам. Значи, бенефитот од тој флуктирачки курс... Менаџиран флуктирачки. Значи, каде што Народната банка дозволува апресијација или депресијација во одредени степени, која проценува дека се потребни за стимулација на економската активност. Одлично разбрав. Значи, дозволува лимит во кој може да е горе и доле и пазарот нека каже дека треба да биде. Зошто не мрдаме 10 години надвор од таа политика? Бидејќи имаме стерилен гувернер, не знам како го мислам, как гувернерите наши се биле зихераши играта сигурно. Не знам со кој зборови да не бидам сватен погрешно, но луѓе со кои да би седели овде не може да ни водиме оваа дебата, не па да си дозволат храброст да сугерираат пред МВФ или Светска банка дека 10 години имаме стабилност, но монетарната политика очигледно не придонесува кон развој, економскиот растеж. Ние не мрдаме. И сега, ако не придонесува, добро, дај да видиме. Оти кажавме, државата има три механизми: фискална политика, монетарна политика, структурални реформи. Монетарната политика 10 години покажа дека не придонесува кон економски растеж. Вие рековте дека ние немаме монетарна политика. Па немаме, апсолутно, која ти е фиксен валута, која ти е фиксна спрема курсот на одредена друга валута, немаш, пејќи не можеш да ја користиш парите во функција на развој. Дали тоа би можело да го почувствуваме? Зборувам парите што се во собственост што државата може да ги пушти. Потпуно ве разбирам. Дали тоа би бил добар кик за севкупната економија во Македонија кога би постоел еден таков флуктирачки? Јас лично сум убеден дека менаџирано флотирање на македонската валута во одредени рамки, каде што пазарот ќе утврди дали треба да биде плюс толку посто или минус посто, но да Централната банка сепак да постави лимит. Господине Доч, добро? И мислам дека дефинитивно ќе биде позитивно за македонската економска активност.